Сообраќајна незгода наспроти пошта предизвика денеска колапс на сообраќајот. Пред Пладнево автомобил Шкода Фабија удри пешак на пешачкиот премин наспроти пошта. За среќа, пешакот кој беше пренесен во медицинскиот центар помина со полесни повреди. Присуството на полициските екипи и на брзата помош на местото на настанот буквално го закочи сообраќајот во градот. Час и половина сообраќајот се одвиваше со неизменично пропуштање на возилата по една коловозна лента. Колоните автомобили стоеја во место по повеќе од 10 минути, а сообраќајот се одвиваше мошне бавно. Нервозните возачи се уште чекаат градските власти да најдат решение за сообраќајниот метаж кој секојдневно се создава на неколку локации во градот. Пред еден месец председателот на Советот Александар Колев најави дека приоритет ќе има изградбата на кружен тек кај Авона, но истиот се уште го нема. Проектот за изградба на кружните текови ќе задоцни поради тоа што истиот е вратен на разгледување во ресорното министерство заради исполнување на известни сообраќајни стандарди. Сепак, Колев изјави дека програмата предвидува изградбата да започне до крајот на оваа година. Локалните власти предвидуваат и двонасочно функционирање на потегот од пошта до новиот театар. Во меѓувреме, останува возачите посмирено да ги прифатат моменталните услови на уличната мрежа. Велес веќе известен период се соочува со проблеми во одвивањето на сообраќајот, особено по мерките за олеснување на влезот на возила од странство, со што значително се зголеми бројот на автомобили во градот.